Можна ли Уставниот суд да покрене постапка за уставноста на специјалното јавно обвинителство по иницијативата на Тодор Петров? Па, грозно и се случува на ова наша држава. Грозно се вршат напади, се разруши државата, фактички не постои државата, еден општ правен хаос, уставно правен и воопшт хаос, така да се е можно, за жал, се е можно. Како што знаеме, таква иницијатива имаше претходно веќе најавена, па ја повлекоа иницијативата, меѓутоа Тодор Петров повторно ја активираше таа иницијатива на партијата на власт, односно на таа организирана врхушка, на таа, би се рекло, забегана власт и годи или во крајна линија го чуваше тоа како еден адут во фиока, која што може да го изјави, таа иницијатива да изјави, а со таа иницијатива всушност значи напад на институцијата специјален јавен обвинител, која што се сметаше дека домашната јавност и меѓународната јавност, дека изнајдовме некој начин како да излеземе од кризата. А тоа е дека таа институција требаше да се бори, да го совлада сиот овај криминал, сета ова корупција што се јавува во државата и што постои. Меѓутоа, со оглед на неможност или со оглед на ова што се виде како веќе започна специјалното јавно обвинителство со неколку предистражни постапки, со оглед на ова веќе што најави дека може да покрени обвиненија, мислам дека луѓето што го направија тој криминал се исплашија од него и барат начин како да го замолчат, да ја замолчат оваа институција. Замолчувањето започна покрај сите овие ограничувања што ги прават, целата таа оркестрација на атаци врз таа институција започна и на крајта е можно и ова да се постави на седница на Уставниот суд, да се активира таа иницијатива, што би значило да се преоцени уставноста во нормална држава, нормално дека е уставна таа институција и со оглед и на политичките потреби до истата како се дојде, но со оглед на состојбите, со оглед на во која фаза се наоѓа, да може дури Уставниот суд да оцени уставноста и со оглед на таа заробена институција, како што е Уставниот суд, со тоа мнозинство кое што го има во Уставниот суд, да оцени, да поведе постапка по почетокот, а отпосле и да оди кон поништување или укинување на таа институција, на тие одредби, со што би се создало нешто најцрно што може да се замисли за татковината. Мислам дека доволно не се свесни ни овие иницијатори, па ни овие поттикнувачи, со други зборови, ова злосторничко здружение, ако може така да се каже, а тоа е сите овие што доведоа до таквата состојба, до крајна линија што доведоа до потреба да се јави таква институција. Инаку ние имавме сите институции во системот, имавме јавно обвинителство, имавме судство, ако тоа се вршеше работава, немаше да се дојде до таа институција, но еве, бидејќи се виде колку е кредибилитетот на тие институции, се виде дека тие институции сите се заробени, се виде дека тие институции се квази институции, дека немат никаков кредибилитет и токму за тоа дојде до таа институција. Сега кога треба веќе таа институција да го направи првиот чекор за воспоставување на правната држава, за да се тргне напред, за да се излезе од таа длабока криза во која што се наоѓаме, ако се активира тоа што формално го имат на располагање, иако тоа суштински би значило не само рушење на темелите на државата, туку рушење на целата конституција, на самата конституција и на самата конструкција на општеството, тоа ќе биде погуба на македонскиот народ. Оти друга институција во дадениот момент или друг начин, ниту се заговара, ниту може да се заговори. Јас лично се надевам дека сепак разумот ќе преовладее, дека во рамки и на овие рушители на системот ќе бидат свесни дека не го рушат само системот и не го рушат само дигнитетот и авторитетот и
волјата, суверенитетот на граѓаните на Македонија, туку дека со самото тоа се рушат и самите себе си. Оти во такви дадени околности, очигледно дека државата оди на распад, на распаѓање, сигурно ќе се јават потреби поделба на државата, а во крајна линија ние и оваа држава која што ја имавме, која што не беше доградена и требаше да ја доградуваме, би ја струшиле во темел. Да се надеваме дека и овој уставен суд со тие 5, како да кажа, заробени суди, и со овие другите 4 суди кои делотворно се трудат да укажат на правичноста и да укажат на ова дека самиот уставен суд во последно време како што почна да работи дека не ја штити уставноста, туку напротив ја руши уставноста, го руши уставот, за жал државата или ова врхушка преку уставниот суд го подрива правниот поредок, јас тоа и порано го имам изресувано, и дека место да одиме напред, ние длабоко тонеме во длабината на кризата и на земјата. Јас Видовте нешто неуставно во работата на специјалното јавно обвинителство? Јас во работата на специјалното јавно обвинителство, која само во почеток неговата работа и која ги охрабрувам дека треба и понатамо да продолжат да работат, нема никаква неуставност, туку напротив треба да бидат поагилни, треба да, како што започнаа со тие неколку предистражни постапки, они веќе треба да се охрабрат, да почнат и да покренат обвиненија, уште повеќе, они треба да ги извадат на виделина токму најпроблематичните предмети. Ние се уште не сме се судрили или они не ги извадиле предметите кои што значат рушење на државата. Сето тоа што од овие писма или од овие за слободата на Македонија, како ја вика, од овие тајни прислушкувани разговори, најбитните работи кои што одат кон рушење на државата или кои доведат до тоа ниво на кое сега се наоѓаме, тие се уште не излегле. Се уште специјалното јавно обвинителство се држи на некои попериферни предмети, со некои споредни предмети, а најбитните предмети тек треба да ги процесуира и треба да ги изнесе. Во тие предмети сигурно дека тука треба да се најде простор за правиот човек кој што ги предизвика тие предмети. Тоа е поранешниот премиер на владата, тоа е председател сегашен на партијата, на власт, каде што токму таму почна рушењето на тој систем и дека специјалното јавно обвинителство треба тие предмети да ги процесуира, да ги изнесе најбитните повреди во државата што беа.